Беше тоа на 15 септември 1901 кога во Кавадарци дошол и 7 дена престојувал Гоце Делчев. Во Кавадарци тој престојувал како илегалец во куќите на Спиро Даскалов и Лазар Бањански. За тоа време одржал голем број состаноци со раководството на организацијата во градот, како и со комитетите од селата во Тиквешијата. Потоа Гоце заминува во селото Ваташа, каде е сместен во куќите на Шарилови, Сојтериови и Попантови. Во селското училиште Даскал Камче одржал голем собир на кој присуствувале повеќе од 200 луѓе. Беше тоа на 15 септември 1918 кога се случил пробојот на Македонскиот фронт на Доброполе, местност на планината Нидже. По тој повод местото било посетено од делегација од Франција, која поставила споменик кој подоцна исчезнал на местото кое денес е познато како Бронзена рака. Интересно е да се спомене дека денес во Париз постои улица која е именувана токму Доброполе, што е доказ повеќе за важноста на оваа локација. Исто така и француските гробишта во Битола биле свечено отворени токму на овој датум во 1923 година. Беше тоа на 15 септември 1918 кога силите на Антантата, предводени од францускиот маршал Франше де Пере, наследникот на Сарај, започнуваат силна офанзива против бугарската трета дивизија од составот на германската втора армија на просторот Ветерник Сокол. Борбите се пренесуваат во Пелагонија, на десниот брег на реката Вардар, Црна река и во реонот на Дојран. Под жестокиот притисок на сојузниците, бугарско-германските трупи биле приморани на повлекување кон север и кон бугарската граница. Сојузниците тогаш зазеле повеќе делови во вардарскиот дел од Македонија. Беше тоа на 15 септември 1921 кога е отворена амбуланта за очни болести при окружната болница во Скопје. Беше тоа на 15 септември 1990 кога во Гевгелија е основано Сдружение на Светскиот македонски конгрес, прва и единствена ваква организација регистрирана во целиот свет за културно, духовно и економско обединување на македонците. За председател беше избран Тодор Петров. Беше тоа на 15 септември 1993 кога во Скопје е регистрирана Асоцијацијата на европските студентски структури при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Беше тоа на 15 септември 1995 кога во Скопје пред влезот на Канцеларијата за врски на Соединетите Американски држави беше поставен нов амблем со надпис Амбасада на Соединети Американски држави, со што формално мисијата на Соединетите држави во Македонија го означи подигнувањето на нивото на дипломатски односи на релација Вашингтон-Скопје. На 15 септември 2002 година се одржаа парламентарните избори во Република Македонија, на кои победи коалицијата За Македонија заедно, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и од Бранко Црвенковски, кој датумот 15 септември го користеше како слоган во кампањата. На 15 септември 1959 во преспанското село Долно Дупени е роден Драги Митревски. Од 1982 тој се вработил во Музеот на Македонија како кустос археолог за железно време, а од 1995 предава праисториска археологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Митревски од 1998 па до 2001 бил директор на Музеот на Македонија во Скопје, за потоа да стане редовен професор на Филозофскиот факултет и Институтот за историја на уметност со археологија. На 15 септември 1896 година
почина Димитар Матов, истакнат македонски фолклорист и етнограф од голема важност во 19. век. Роден е на 15. мај 1864 година во старо градско семејство во Велес. Автор е на бројни лингвистички, фолклористички и етнографски трудови. Негови книжевни дела се песните Македонија и Сурвакана на 1881 година. Во нив ја истакнува својата приврзаност кон автономна Македонија. Подоцна литературната дејност ја заменува со научна и заминува на стручно усовршување во Виена и Лајпциг. Се занимавал со собирање на фолклорен материјал од Велес и Велешко, печател студии од областа на јазикот и фолклорот. Умрел мошне млад по неуспешна операција во Дрезден. 15. септември се празнува како Меѓународен ден на демократијата.